Со зафаќањето на проточните води од реката Масалница се наполни главниот доводен канал за наводнување на оризовите површини во атарот на Оризари. Според најавите, токму со почетокот на оваа недела стартуваат и сеидбените активности за земјоделците кои годинава планираат да произведат ориз. Забележлива е голема раздвиженост на земјоделска механизација низ полето, а оризопроизводителите и рачно ги прават завршните подготовки пред водата да навлезе во нивите и тие да почнат да се полнат. Велат дека засега се реализира она што го барале од надлежните, водата да биде пуштена до 20 април, со што и официјално започнува овогодишната сеидба. Постои оптимизам дека ќе се стигне навреме да се засеат планираните површини, иако стартот на сеидбата можел да биде и неколку дена порано. Малку е прикасно, ние порано околу 7-8 пуштаваме водата, ама сега не ќе да е касно ако на брзина вода има. Нема што да чекаме. Спремано во целото поле надоле. Нема што да се чека, треба да се пушти и да се сее. Тоа е, мора да се малку по-организирано и ќе биде. Сега пошто деска понеделник, за една недела ово поле треба да излегне. Спремно е веќе. Спремано е. Финишо, при краја. С луѓето фрлат ѓубре, сее се до крајот на мај. Ќе биде, ќе се постигне. Не, многу вода има, многу народ, трактор многу. Ќе биде се уред. И покрај очекувањето дека се ќе се заврши навреме, има и земјоделци кои сметаат од година во година сеењето на оризот се одвива се подоцна од вообичаениот рок. Сеидбата во втората половина на април за нив е неповолна, затоа што целата вегетација се пролонгира за 1 месец. Тешко. До 15 мај сигурно ќе се сее. Сигурно. Нема да биде касно? Па касно ќе е, едно време. Над Привачево таму на 2 мај сееме, на 11 октомври жнееме. Како помлад, јас колку што памтам, тука се на 4 април пушташе водата едно време. А сега, дека е, 4 мај ќе биде. Негде мокро, негде суво, вода още дали се пуштили са немаше пуштено. Временските услови пролетва не им одеа од рака на земјоделците, поради што тие се свесни оти објективно и подготовките за сеидбата се задоцнети. Дел од нивите се уште не се целосно исцедени од водата со која се наполнија во текот на зимата, поради што скоро половина од површините се уште не се изорани. Инаку годинава под ориз во Кочанскиот регион е планирано да се засеат нешто повеќе од 4000 хектари. Од нив само 10% се на земјоделските претпријатија, а остатокот се во индивидуална сопственост.